Денеска имаме таа чест да разговараме со човекот кој што оставил големи траги во Делчево во периодот од 70-те до 76-та година, кога се формираше ракометниот клуб Делчево, и благодарејќи на неговата игра, на неговиот начин на однесување, на сето онаа што му дадена градот Делчево, тогаш беше прогласен и за спортист на градот Делчево, мојот почитуван другар, со него ги почнав првите ракометни денови во Делчево, Горан, е тука покрај мене и ми е чест што имам прилика да поразговарам, да си ја раскаже приказната за својот живот, за нашиот ракометен клуб и за сето она кое што му оставил длабоки траги во досегашниот живот. Повелете да се представите. Се викам Горан Георгиев. Роден сум 7.9.1957 година во Кочани со место на живење во Делчево. Од мајка, татко? Од мајка Лена и татко Митко. Сестра Борка. Она е 58 генерација со мене. 58 е, да, 58 генерација. Само Борки или Борјанка? Борјанка, да, така. И по завршувањето на... Како го поминавте детството во овој прв период? Со кого се дружевте? Имавте ли друштво? Да. До негде до 8? До 72 Да. година. Од 72 година бев во средното училище за внатрешни работи. Да. А в меѓувремено кога идевме во Делчево тука на распуст на ова, Си имаше своје по друштво. цел ден бевме на игралиште. Так. По цел ден на игралиште, баскети со сите мои таму Од колеги. Милко Обредно. Да, со ученици што беа на времето и така. Со нив го поминувавме времето. Кој беше прва учителка? Прва учителка е Основно образование. Зорка. Зорка до четврто одделение. До четврто А одделение. после тоа? После тоа класен раководител ми беше Оливера. По француски. По француски јазик беше да Оливера. Така. По завршувањето на основното образование заминавме за Скопје, во средно училище за внатрешни За работи. внатрешни Таму работи. 4 години бевме. Се сеќавате И таму ли се, да. и таму се занимавам само со спортот. Со Так, так. се усалка. Сеќавате ли на првите чекори кога почна да играте ракомет? Па да, тоа беше негде 73-74 година, кога се формираше ракометниот клуб Делчево, од Делчево, со иницијатори на тие беше професор, наставникот Филиповски деспот, со него и го формираа ракометниот клуб и почнавме да се надпреваруваме во втора македонска лига. По едногодишно учество во таа лига успеавме да бидеме праваци и да се пласираме во прва македонска лига, ракометна лига. Дали сеќавате во кога влегавме во прва македонска лига, со кои екипи игравме ние од прилика? Па мислам оти Борец Велес беше, Борец Велес, екипата, после Партизан Гевгелија за прва македонска лига. Так. А Охрид, мислам оти Охрид имаше клуб, Струга, Шикела кој Тетово. Шикела од Тетово, Така, скопските беа Бутел, ми се чини. Бутел, имаше Драчево имаше, Да. мислам, оти имаше и Драчево една екипа, Пролет, може би беше втора лига. Со кој игравте? Со кој го почнавте
настъпът на Воделчево? Воделчево, да. Точно не се сеќавам. Дали се сеќаваш на првата екипа? Кои беа во првата екипа? Кој бранеше на гол? Играчите? Да, играчите. Ами, јас мисля, со која екипа Не, да. не. Па бранеше Јани. Па презимето како му беше презимето? Јани... Он беше голман и Да. замене му беше Раде, Раде. да. После на лево крило беше Мичо Добро. И Иванчо. и Ванчо Тодоровски. Лев бек беше Ти беше. беше Горан. Горе. Центар играше Любчо Чебуков. На десен бек играше Прачковски. И на десно крило играше Страшо Пред него малко поигра и Киро, наставникот. во втора лига, да. Втора лига, Да. да. Когато Киро гледах. Марковски, Малко. Киро, да. А после беше А по-мажен. на Пикер се мене, и Мичо играше, и Постолов, Кола. да, Апостол Никола, топката. Да. Да, и он беше. Точно е. Како го доживувавте амбиентот во Делчево? Тогаш имаше многу интересни моменти, само што се не бе направено асфалтно игралиште, амбиентот, публика. Многу убаво. Многу големо задоволство ми представуваше кога ќе видиш. Немаше трибини, а целиот рид беше пълн со публика. Да. Без трибини. Беше и околу игралишто. Многу народ. Многу народ. Цело Делчево. Цело Делчево беше в тия моменти само за ракнат живее. То беше... Не може да го доживееш тоа секој пат. Тие беа убави моменти во тоа период. Убави моменти беа. Вие доаѓавте од Скопје и Ние, таму тренирате да, ние прво идехме од Скопје, првата година кога се формира Делчево, клубот. После тоа од сега, мислам, добиваме прекоманд по завршувањето на средната школа, добијах работно место во Дигерија. Евгелија и од таму имаше доста ентузијасти тука од градот, што обезведува превоз, идеше возило, не зимаа со Ванчо Тодоровски, не зимаа од Гевгелија. Идехме тука, играхме утакмица, завршиш утакмицата, пак ме враќаа назад во Гевгелија, така да многу беа активни. Имавте ли желба да останете во Делчево? Па да, имав желба да си останам тука, бидејќи и родители тука, и другари, и си тие работи, и тоа не успеаме да свршиме таа работа. Имаше иницијатива, имаше и началникот на полицијата тука обезбедија и друго лице што заврши полицајска школа да биде во Гевгелија на работа, ама од градот не ме пуштија тука да дојдам и така останаа веќе времето си поминав таму. Вие бевте еден од најдобрите играчи во тогашно време во екипата. Игравте на левата страна, дестокар. И се сеќавам многу убаво, не само Партизан Гевгелија, него и други клубови беа заинтересирани да ја земат. Да. Имаше голема најазда од тренери кои што доаѓаа во Делчево да ве гледаат и да ве земат. Да, Повелите. имах и средба со представници од ракметот клуб Борец Велес. Беа во Гевгелија, беа заинтересирани да одам за Велес, меѓутоа и они не успеа да ме земат, да ме пребијат, затоа што во Кој беше Гевгелија тој чекор за да вие останете во Гевгелија? Освен супругата нормално. Па имаше доста беше популарен ракметот во Гевгелија. Тогаш се изгради и спортска сала. Има амбиции, управата имаше амбиции да се влезе во поголем ранг.
Стално имавме турнири. Летни период имахме турнири во Италија. Терамо, имам учествувал на 5-6 години на тия турнири тамо. Имахме и голем успех тамо. Неколку 3-4 години се бехме прваци тамо. То беше един вид како незванично светско првенство. Да. Имаше од Кина, имаше од Тајланд, имаше од Северна Кореја, имаше од Германија, од Шведска, од сегде ги имаше. Зимниот период имахме турнири во Полска, Жабжа, Полброн Жабжа имаше една екипа, Полброн Жабжа, таму одехме зимно време на турнири. Тоа беше во период на 80-те години тие беше. И Вие се сеќавате на нашите пријатели кои беа војска во Делчево? Имаше двојца војници кои играа. Едниот беше од Партизан Беловар, да. а другиот беше, ми се чини дека беше од Крагуеваc. Може да. И играа за нас само тука, Да. бидејќи беше многу јака тогашната македонска лига. И беа многу добри играчи. Они играа во прва лига, Втора. во втора. Во втора лига, прва лига не заиграја, они играја во втора лига, војска служија тука. Не, они играа во прва лига таму во Тамо. за време на Југославија. Југославија. Се сеќавам на нив, сега не се сеќавам имените не Има ги на сликата тука. Има ги на сликата. Они доста дадеа голем презмис дадеа за клубот, за да ние успееме в таа втора лига, за да влеземе в прва лига. И после они завршеа војниот рок и не напуштија. Се отидеа во... Многу ми е битно да ми кажете како се како млад човек кој што тек почнуваше да игра ракомет, како го сеќавте тогаш ракометот? Имаше ли потреба, немаше некои финансии, немаше некои потреби од самите играчи, него се играше со желба, со срце? Па немаше, точно е, немаше финансии, немаше премии, немаше тие работи ги немаше. Тука во Делчево, јас мислам оти и немахме шанса, јас и Иванчо што е колегата, да тренираме колективно, да тренираме заедно. Тие активности спортски што ги имахме во школата, имахме ние сада там ги работевме тие. И тоа беше што го имахме со нас, што го носихме тоа талент, тоа и го спроведувавме тука На теренот. Со другите играчи. Да. Сега, после завршувањето на школата, кога веќе поминах во Гевгелија, там веќе имаше организирана тренинзи, по 5 пати во неделата тренирахме. Там беше веќе организиран тренинг имаше. Не е како од школата правилно утакмица водна. И беше организирано. Тамо имахме и премија. Хранарина имахме, премија и за утакмица, хранарина, премија. Го имаше тоа во клубот. И тамо бехме до 83-та година се играше на асфалтот. После салата 83-та ка се отвори. Во салата беме многу голема публика. Сега најголем доживели беше, ако треба да го кажувам тоа, освојувањето на прво место во Македонска ракометна лига, квалификации во Ниш со представник од Косово, Влазнимир од Чаковица беше таа екипа, и имахме квалификацијска утакмица за влез во втора сојузна лига. И ние во Ниш го одиграваме тоа надпревар, го добијаме и влеземе во таа втора сојузна лига. И голем успех имахме со првите 6 надпревари во втората лига, сите
сите 6 надпревари ги добиваме. И 3 во гости, 3 дома ги добиваме сите тие. После ни дојде Кристал Зајачар, беше кандидат за квалитетна екипа беше, дојде и не добија они. Тој него не са првиот пораз, него не са таа година. Имаше конкуренција меѓу Кристал Зајачар и Борец Урошевец. И награда имаше ако успееме да го тепаме Борец Урошевец, он беа изедначени екипи. Ако успееме да го тепаме Борец Урошевец, он немаше дека да изгубат ни Борец Урошевец, ни Кристал Зајачар немаше дека да изгубат. Само каде нас можеа да изгубат. И успеаме ние таа работа. Добијаваме утакмицата и награда знаеш што ни дадеа. Да. 5 дена госте во Зајачар беа. Со сопругите. Со сопругите. И она беше. И посета на фабриката за кристал во Зајачар. И кога одевме низ фабриката, од кој сакате од тие земјите? Кај се натовариме. Супер. Не беше така. Да. Земаваме кристале, што ти кажам, Да те врата малку за назад. продавница. Да ми кажеш, освен тоа што играше за Делчево, кој е еден од најдобрите играчи, ти играше и против Делчево. Сеќаваш ли на првата утакмица? Кога играше против Делчево? Кога веќе играше за знаеш Гигелија? што, може толку не се сеќавам на првата утакмица со Делчево, ама се сеќавам на првата утакмица со Делчево и Партизан Гевгелија во Делчево. Да. Имах еден клубски другар. После завршување тука ги тепахме ние. Таа утакмица добијаме Делчево, добија таа утакмица со нив и тоа клубскиот човек другарот што после тоа ми вика как можам јас теб да те задржам. Да. Не, тешко можеше да ме задржи затоа што таа финта што работи беше многу Изработено. многу Талентир, устари срави од талентот ми го дадел тоа да бие така. На таа со Делчо со Партизан Гевгелија кај играме, не кај Или во играме него Гевгелија. во Гевгелија, кога дојдехте во Гевгелија, јас там бев на работа веќе таа година и само прво полувреме го играа. Да. После одех на работа. Прво полувреме беше 14-7. Сите 7 гола јас ги дадех и викам, ајде се одам. И да си одим. Сега одам се. А изгубим там 3-4 разлика колку беше. Да. И после застана веќе. Земавме изписница и така. Што беше, дали се сеќавам за првата утакмица? Да. Не, дали после влегувањето веќе во клубот во Гевгелија, вие... Ние испаднахме. Да. Спаднаме, значи првата утакмица Партизан Гевгелија и Делчево беше во Делчево. Таа добијахме таа утакмица, таа добијахме. А вториот надпрв пролетниот дел беше Во Гевгелија. во Гевгелија. Да. На тие се сеќавам, да. На тие се сеќавам тие две утакмици. А тука добијаме утакмицата и ти... Колку вкупно години се Занимаваш? занимаваш? После испаѓањето од втората сојузна лига, тоа беше 85-та година. После беме во Македонска лига. Малку беше тоа тренерот што ни беше се откажа од нас, отиде за Грција там да тренира грчка екипа. И малку ни падна моралот. И горе-долу целата екипа отиде во Богданци, Младост Богданци да игра. Там играехме. За Младост Богданци играехме. И после и тука, кога се заврши там со Младост Богданци, они почнаа професионално малку да се работи таму. И па се врнаме во Делчево, Партизан. Јас се врнах во Партизан таму со млади деца, да работам, да тренирам,
А во исто време и професионално веќе сте И си на играх и работа. таму и играх. И не, и Да. професионално веќе сте си во полицијата. Да, Работите. останах јас во полицијата. Сега, која година веќе стапувате во брак со својата сопруга? Да, може. Од каде е сопругата? Сопругата Деца? од Гевгелија. Да. Имаме керка, само керки имаме. Она е А она заврши архитектура. Работи нај во Министерство урбанизам. по урбанизмот. Која генерација е она? 85-та. А, 85-та, а во брак стартав во 84-та. Од 84-та. Она е од Гевгелија, Марина се вика. Од Гевгелија. И работи во работеше во Сдружение на возачи, технички преглед. И оттаму и пензијата земава. И сега е пензионер. Како се запознавте со Горан? Се сеќавате ли на тие Да, моменти? да. Повелете да ни кажете. Ми измукна. Да. Па беа популарни по ракометот. Тоа влегувањето во втора лига, кога играе утакмицата за влез во втора лига, само се сеќавам на дочекот нит на железничка станица. Беше невидено. Со музика, ги носеа на рамена, сите ракометари. И случајно јас живеев во зграда, тука близко до една кафана кај што он често ручеше и тука разменувавме погледи, по тоа време така, нормално се запознавме и некаде 78 година бевме во врска, едно 6 години, 84-та беше, стапивме во брак. Вие си потекнувате од Точно од фамилија, Гевгелија, мајка, татко, Мајка, татко, они потекнуваат од едно село близко до Гевгелија, Смоквица. како се викаат они? Татко ми Митко исто, а мајка ми Драга. Имам брат Огне и тој е за жал починат. И сега сме, јас и Горан повеќе Смоквица, таму имаме викендица. Така. Голема и повеќе времето слободно таму си ја поминуваме. Како сопруг, како човек, како личност, што ќе кажете за него? Едина мана за денешно време многу чесен и поштен. Тие се особини кои во денешно време не вредат, а тој е од кога го познавам таков, прекрасен сопруг, прекрасен татко. Не случајно сме нон-стоп насмеани, а сме во брак више скоро 40 години. И така, да продолжите понатаму. Така да јас бев сведок, не пропуштав ни една утакмица. На трибините нон-стоп. Дури и патов некојаш и на страна кога се играше. Така да, само заборав да каже дека после тоа се занимаваше и со тренерство. Тренираше и женскиот ракометен клуб, и машкиот. Потоа сум... Доаѓавте за Делчево? Да, дека беаше и ви. Да кажем и јас, мама и тато од мажот ми, многу често доаѓавме тука. Девојчето го остававме летен период, седи кај баба, дедо, па ние на работа. Така, сега после смртта многу послабо. Так. Баш ми е драго. Вие сте прекрасни луѓе тука. Овој крај е многу поразличен од нашиот крај. Значи многу погостолюби, погостопримливи, повеќе топлина нудите кон гостите. Така. За мене бар така. Јас потекнам од таму, ама еве сум со еден дел и овде. Помажат ми. Мене овој крај Делчево Берово ми е прекрасен. Како народ сте посебни. Само тоа. Баш ми е драго и благодарам. Јас и моето потекло од Берово, татко ми е Беровчанец, мајка ми е Делчево. Со Горан кои поминувавме заедно моментите и на утакмица и заедно кога се дружевме, секогаш имаше еден дух на смеаност, на искреност, на бодрење, на желба да се победи, да се игра. Ја водеше екипата, ние бевме помлади од него, со 58 генерација, и кога беше најтешко, секојаш тој даваше некој пострек за да победиме. Иако имаше постари од него, Винчо Мичо, сите ние беме една компактна екипа, која што играше од душа и од срце. Никогаш не сме имале можност да се скараме, да се навредиме. Имаше бунтови против други екипи, али јас, Горан и другите, коректно, секој
сме настапували. Но со своите игри и своите настапи, едноставно не само што го бодреше екипот, но даваше мотив и сите ние заедно да редиме успеси. Благодарейки на тој временски период, ние и обстанавме во прва лига и ми е многу и жално што не можевме понатаму да продолжиме. И сега кога се сеќавам на сите тие моменти, од јас веќе ја напишав и заедно со новинарот, благодарейки на него, веќе имаме целата автобиографија за ракометот, и за женскиот и за машкиот, а едно од најбитните места ми е гора. И затоа ми беше драго и чест да седнеме да поразговараме. Тоа се 40-50 години веќе од тој временски период. Верувате, вие тоа што го кажавте дека честен, искрен човек, беше така. Секој, со никој, никогаш во животот не беше не го има видено да се скара. Горане, ти благодарам за се она што го даде за Делчево во тој временски период. Знаете, имаше 2000 публика. Ние имавме повеќе публика отколку што имаше бригалница. Никој бригалница беше во поле. И кога ќе викнеа горе, цела публика викаше. Значи, сето тоа е нешто што останува и никош не може да се заборави. И затоа ја и пишуваме оваа книга, затоа и ова го раскажуваме, да остане како приказна. Кога ќе биде промоцијата и на книгата, и на филмот, отиваме филм подготвуваме, ќе ја поканиме да дојдете на промоцијата. Благодарам уште еднаш. Ако има нешто да кажеш, повели уште нешто, ако си заборавил. Не. Тоа е многу сум среќен што публиката, градот, Така. што го викаш ти тоа, не дигаше на раце, мислиш, не дига на раце, на раце малку и ги тепам. Оти повеќе време е тама и мора да диалектот Да го промениш. да се смениш со диалектот. Најубавите моменти ми се тие биле туку во Делчев и прва лига и втора лига, кај најубавите моменти беа тие. Секој со кој ќе се сретнеш, здраво. Исто се случува и Гевгели. Никој не заборавено со ракометот од Не само тоа, ако кажеш јас сум жена на Горан полицаец, палко се зумува. Ако кажеш јас сум жена на Горан што играеше ракомет, знаеме кој е тоа. Значи кој е повеќе е запамтен по ракометот отколку по професијата. Имаше голема популарност ракометот. Гевгели е ракометен клуб. Ракометен град. И фудбал има, и кошарка има, ама и тоа ракометот беше И вие бевте генерација која постигна најголем успех. Чемите генерација во Гевгелија постигна најголем успех. Имаше и пред нас една генерација што беше постари беа од нас, тие 45 година родени са, разбираш, 10 години, 15 години постари од нас беа, има и они добра генерација што имаше квалификации за прва сојузна лига да влезат во прва сојузна лига. Меѓутоа јас не ги знам тие како ракометар. Вие повеќе Делчево Гевгелија. Да ти кажем искрено, тоа беше Југославија. Југославија имаше ракомет, кој мислам дека и ден денес го останува тоа време траги во сите тие држави сега што се формирани. Па и во Македонија, ракомет без разлика како е, на кое ниво е, сепак се игра. Имаме и ние во Делчево, ама немаме го тој ранг на такмичење, помлади генерации за тоа. А кој работи? Мики работи? Не, Мики е пензија веќе. Горан Велков, он е сега и директор во Осмолетката, ама ги води генерациите до 16 години. 17, знаеш, малите места веќином си одат од тука. Не можеме да задржиме генерација за да може да се формира, да влезат во прва лига македонска или во повисок ранг. Благодарам на учеството. Поштуваме Господа, благодарам и на вас. Уште еднаш од срце ми е драго што имам прилика денеска да разговарам со мој пријател, драг пријател, спортски пријател. Никога што се заборавивме, иако
не си ни гледахме, ама секојаш во срцето ќе ни остане она заедништво, нашата младост, нашето детство, кога почнавме да спортуваме и станавме луѓе, честни, искрени. Луѓе кои што допринесоа братчето да добие не само во спортот, него и во секоја друга област кој каде се најде на работа. Сите тие беа честни луѓе. И сите тие формираа своји фамилии, благодарејќи на спортот, на нашиот ентузијазам, благодарејќи на Горан, и ние денеска можеме да се пофалиме дека сме генерација која што остави големи траги во градот Делчево. Благодарам уште еднаш, Горане, и ми е чест да имам прилика да разговарам со тебе и со вашите супруги. Благодариме и И ние на ние ви поканата. благодариме и многу сум благодарен што се најде еден таков човек што може да направи некаква и емисија и Историјат за работата. и алманак, касе га алманак, тоа е, мислам, оти е многу убава работа.